Почитувани љубители на културата, литературата и уметноста, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Денес имам навистина инспиративен соговорник, мој колега, кој што е редок, кој што делува во областа на такво едно високо ниво, со таква една посветеност. Станува збор за Тони Димков. И со право, тој неодамна беше објавено дека е добитник на 13 ноемвриската награда. Јас ќе му посакам добре дојде на Тони, затоа што ако продолжам да го најавувам и да ги споменувам сите редакции и медиуми кои што биле дел од него и тој дел од нив, тогаш ќе ни треба уште една цела емисија, но тој тука е со нас да ни објасни како течеше неговиот професионален пат. Прво, Тони, честитки за наградата, добре дојдовте во Астрорум и се надевам дека ќе ви биде пријатно и од онаа страна, бидејќи вие сте навикнати да сте на моето место. Бранка, прво благодарам што јас сум еден од гостите во твојата емисија, која што исто така е една од оазите на културата и на уметноста во нашата држава, бидејќи ги бележи нели творците токму од областа на културата. Нешто што во еден поинаков формат го правам и јас, благодарение на Културен печат. Тоа е додаток за култура во дневниот весник Слободен печат и благодарение на таа работа и посветеност на Културен печат практично пристигна и наградата 13 ноември на град Скопје. Така што еве почнавме со многу благодарности, а во однос на животниот пат би можеле многу да зборуваме, меѓутоа оставам да еве ти го дадеш знакот за почеток. Вие бележите повеќе од 30 годишна професионална новинарска кариера и тоа навистина импозантна бројка, бидејќи знаеме дека нашата држава обично ја одликува дисконтинуитет на сите полиња. Многу е тешко да се опстане во овој домен, бидејќи редакциите се укинуваат, многу весници, медиуми кои што посветуваат внимание на културата веќе не постојат. Па јас би ве замолила така еден краток пресек да ми кажете. Вашите почетоци се врзани со студентските медиуми, чинам, и натаму бележите една навистина развојна траекторија, имате емисии и во телевизискиот формат, претежно во печатените медиуми. Кажете ми како почнавте да пишувате и кој ви инспирираше конечно? Практично страниците или емисиите за култура почнаа да згаснуваат во последните неколку години. Ако се сетам, порано сум работел во цели редакции кои што биле посветени на културата и на уметноста, односно редакции во кои секој од новинарите што биле дел од редакцијата биле посветени само на една област, што мислам дека е најпрофесионалниот однос кон секоја сфера од културата. А почетоците и влезот во новинарската професија кај мене се случија сосема случајно, би рекол по некаков вид на инерција, бидејќи првите такви новинарски опити ги стекнав уште во средното училиште Орце Николов, каде што учев 4 години и каде што во рамките на самото средно училиште беше основано првото радио кое што функционираше надвор од тогашниот систем на македонската, на тогашното радио Скопје, радиотелевизија Скопје. Станува збор за младинското радио Клуб 100, чиј што дел од екипата бев. Практично тоа беше првиот мотив
да почнам да се посветувам кон медиумите, значи екипата од 30 на луѓе кои што бевме ученици во средното, бевме дел и од екипата на Младинското радио Клуб 100. После тоа дојде поканата да соработувам со тогашниот студентски збор, па малку подоцна дојде поканата и за соработката со студентско радио, така што почетоците на мојата кариера беа практично по инерција поврзани со овие медиуми. Дури во 1995 година стигна покана од уредникот Иван Андреевски од македонската телевизија. Ме покани да бидам дел од тогашната редакција на емисијата Добрутро Македонија, каде што останав 3 години и каде што вистински почнав да го печам занаето. Во телевизија веќе нели мора да се почитуваат сите нели стандарди на подготовка и на емитување на програмата. Се стекнуваат голем број на контакти, се стекнуваат нели комуникација со колеги новинари, со уредници од други редакции, така што практично на вистинскиот професионален почеток со професијата ми беше во македонската телевизија. После 10 години работи таму, се случија некои работи, почнав да работам за печатени медиуми и сега би можеле нели да ги наброиме дел од медиумите, практично ќе ги наброиме сите медиуми кои што досега се згаснати во државата, тргнувајќи од соработката со дневните весници Утрински и Дневник, потоа соработував со неделниот магазин Глобус, се појави, откако згасна Глобус, работев во Форум, откако беше затворен и Форум и Лайф магазин кој што беше под истата компанија, една година работев во неделниот весник Граѓански, потоа 5 години работев во порталот МКДМК и последнава една година го подготвувам значи културен печат, што е како додаток за култура на 8 страници во дневниот весник Слободен печат. Ова е така една кратка историја на мојата нели новинарска професија. Да, 30 години, биднаа 30 години, затоа што работата во Младинското радио се случуваше таму некаде 1990 година, така што оваа година практично е јубилејна година и наградата од град Скопје практично доаѓа во една моја лична јубилејна година, иако наградата нели е посветена за мојот ангажман во текот на претходната година во културен печат, некако си ја чувствувам мило затоа што некако доаѓа како награда за целиот тој мој нели новинарски ангажман во изминатите 30 години. Ете, јас се радувам што го правиме ово интервју токму во јубилејната година со директен повод, инаку поводи има многу, но ние новинарите сме секогаш она сила позадинска и јас не сум имала можност досега да разговарам со вас, зашто фокусот на моите интереси беше претежно музиката, но еве конечно со оваа емисија можам и тоа да си го дозволам, еве јавно да ви го честитам јубилеот и да бидете уште долго присутни на нашата сцена. А сакав да прашам, каде имате искуство и со телевизијата и со печатените медиуми? Чинам дека е потешко човек, популарно кажано, да се свичува од телевизиски медиум на пишан, затоа што хартијата нели останува, телевизискиот медиум помалку се говори, сликата кажува повеќе, а овде треба се да се објасни, се да се каже. Како чувствувате вие? Дали имавте проблеми во таа транзиција или од секогаш прво она што го мислевте го стававте на хартија па го реализиравте на телевизиски начин? Фактично имам искуство во сите медиуми, значи сум работел радио, печатен медиум, телевизија, во последно време нели повеќето од колегите новинари работим или работат по интернет портали, така што немав проблем при преминувањето од една во друга форма на изразување, затоа што секој медиум си има некоја своја карактеристика. Односно, од работата со радиото, значи, ми останало во сеќавање дека тоа е можеби најтивкиот, најемотивниот медиум во кој што најмногу можеш да се препуштиш. Телевизијата е најкомплексниот медиум, бидејќи се работи со големи екипи, барем на времето додека бев дел од редакциите на македонската телевизија, со мене се случуваше да доаѓа екипа составена од 9 па некогаш и 12 луѓе. Додека
печатениот медиум пак е најкомплексен во она мисловна смисла, бидејќи практично кога ги правите текстовите за печатен медиум се зависи од вас. И едноставно целиот фокус на дадената тема или на дадениот соговорник мора токму во тој момент да го посветите на тој текст. Бидејќи едноставно не е можно за еден соговорник се да се каже во 30, 50 или 100 редови, како што во рамките на едно интервју, како што и сега правиме интервју, не е можно се да се каже за животот на една личност. Значи, како новинар мора да бидете фокусирани на најзначајните аспекти од личноста со која што го правите интервјуто или темата на која што сте посветени, и практично сето тоа сам да го договорите, да го направите интервјуто, да го симнете, да го напишете текстот. Значи се зависи од вас во печатениот медиум. Додека во другите медиуми, значи радиото и телевизијата, тука малку има и поделба на работата. Нешто ќе заврши работа снимателот, нешто монтажерот и ќе излезе убав прилог, знаете. Така што тоа се сите медиуми си имаат свое искуство, свое значење, свој втисок во тоа што сум го работел. Претходно кога набројував каде се сум работел, заборавив да кажам дека 3 години со Ана Зафирова, која што беше уредничка и автор на концептот на една емисија, продукцијска емисија, станува збор за Врти случај, тоа ти е Скопје. Значи работев и на такви тематики, каде што со Ана ги биравме најубавите места од градот, најактивните соговорници, наоѓавме градски фаци од Скопје и едноставно сите тие искуства оставаат некаков белег во тоа што лично како бекап, како кариера го и како новинарска професија што сум ја работел оставило кај мене. Од толку многу искуства, од толку многу белези, дали можете да издвоите нешто, можеби некоја клучна личност која ви се појавила во текот на кариерата? Вие споменавте каде почнавте да го изучувате занаетот во македонската телевизија, но со текот на годините сигурно се соочувавте со предизвици и лични и оние што не зависеа секогаш од вас. Што ќе паметите како животна лекција? Не зборувам тука за оние основни новинарски правила, што, каде, зошто и така натаму, току како ваша идеја водилка, што си имате речено, што не смеам да направам, а што мора да го содржи секој едно парче, па макар и најмал прилог до цела книга. Вие имате зад вас и 2 публикации со прекрасни интервјуа во нив. Една личност не би можел никако да одвојам, затоа што еве ги спомнавте моите 2 книги во кои што се обидов да направам еден мал пресек од сето тоа што го имам направено досега. Мал пресек во однос на печатените медиуми, бидејќи со телевизијата и со радиото речи си веќе да не постојат фактичките документи, емисиите што сум ги работел во телевизијата, додека од печатените медиуми направив селекција од интервјуа што сум ги работел во Глобус, во Форум и во Граѓански, и неколку интервјуа од едно списание што еве пак се навраќам што сум го заборил, Арт Република, кое што постоеше пред 20 на години и кое што беше стриктно фокусирано на културата и на уметноста. Така што направи селекција од 46 интервјуа кои што се вметнати во рамките на моите 2 досега објавени книги Зборот остава траги и Кантар со метафори. Практично ете тие луѓе се тие што би одговориле на прашањето. Сега ќе се навратам на оној пресек што го направивте, а што ве замолив, наместо да биде хронологија, излезе некрологија, и сакам да прашам што не се случува, да го узурпирам вашето присуство, па малку да ве злоупотребам, да ми кажете, можеби да ми појасните, зошто се наоѓаме во ваков моментум да зборуваме и да броиме на прсти колку новинари во областа на културата делуваат, колку редакции постојат и така натаму. Кога паметиме на вистина убави плодни периоди, богати со луѓе, како што рековте, фокусирани на една област, на една тема, како да се извлечеме конечно од ваквата состојба, зашто уметниците творат и во лоши услови, и во добри услови, продукцијата постои, но никој не ги следи во чекор, односно тие се малкумина. Мислам дека
проблемот што се појавува со згаснувањето на цели редакции за култура е дел од еден покомплексен проблем, кој што не е поврзан само со новинарите што следат култура, ниту пак е поврзан само со медиумите. Станува збор за еден поширок комплекс кој што нели едноставно го наметна начинот на живење. Едноставно во времето кога почнав со професијата немаше ниту мобилни телефони, интернетот се појави 91 година, така што новото време донесе некои сосема нови предизвици кои што пак од друга страна донесоа некои негативни ефекти. Сега зборуваме конкретно за редакциите за култура и за културата и уметност. Значи, уметници и уметнички и културни настани имало од секогаш, има сега, и овие денови има напретек настани, и секако ќе ги има, меѓутоа се помалку и помалку остануваат новинари кои што само тоа го прават. Веројатно ќе треба да се праша зошто некои од тие што ги поддржуваат емисиите за култура или што би поддржале медиум кој што стрикно следи култура, не сака да условно ќе кажеме спонзорира таков медиум. Бидејќи гледаме, живееме во време во кој некој спонзор позади одреден медиумски проект, тогаш тој проект нема шанси ниту да се реализира. Доколку таквите проекти не се реализираат, значи луѓето, новинарите кои што работат во областа на културата остануваат без работа или пак се под силен притисок на редакцијата или на уредништвото да си тераат они уметност и култура како хоби, меѓутоа во текот на работното време да работат сосема нешто друго. Така што тоа е една од причините зошто згасна редакциите за култура и зошто се помалку новинари можат да си дозволат да следат само настани од културата, како што тоа е случај, да речеме, со новинарите од политичката или од внатрешната или надворешната редакцијата за надворешни работи, како се вели, или економската редакција. Иако веќе мислам дека и такви редакции се помалку и помалку постојат, бидејќи во сите медиуми се намалени редакциите, мислам дека во секој медиум за секој област има по еден, евентуално за политика двајца луѓе кои што новинари кои што ја следат и тоа е тоа. Ќе повторам, значи станува збор за еден покомплексен проблем кој што на вистина во моментов ниту мислам дека јас би можел да го дадам решението и одговорот. Јас сега ќе ви поставам едно од оние прашања, да продолжите низата и нема да ве прашам за повоениот период, за корифеите на македонската уметност, литература и така натаму, туку ние сме сведочеле двајцата и на периодот од Југославија, но за овие 30 активни професионални години тие се поклопуваат со самостојувањето на државата, на Македонија. И да ве прашам за битните работи, би требало новинарите да имаат широката слика и да направат еден пресек со што можеме да се гордееме низ, сигурно има многу повеќе, но ајде да ги издвоиме најважните. Да почнеме од Пред дождот на Манчевски, Анастасија, од сите области од културата и уметноста, што можеме секогаш во секое време во присуство на странци домашни да кажеме дека Македонија може да се гордее. Ќе ви падне на памет веднаш од прва? Повеќе пати сум кажувал дека, не сум кажувал јас, него повеќе пати сме заклучиле сите дека културата е нашиот извозен продукт. Дека ние како држава не можеме да се пофалиме со некакви индустрии, економии, не знам, такви некои огромни енергетски ресурси. Значи, културата е тоа што можеме да го извезуваме надвор од нашата држава. Секако филмот е една од уметностите која што филмот и музиката се уметностите кои што некако најлесно може да избијат во прв план, токму затоа и Милчо Манчевски ни е толку битен во државата што и со Венецискиот лав и со филмовите што потоа ги имаше правено, бидејќи лауреатите од таков тип, значи веднаш го привлекуваат вниманието на меѓународната јавност. И гледате, Милчо 25 години одбележа од Пред дождот и се уште иде на некои фестивали и држи предавања за тој филм. Така што уметноста треба да дополнително мислам дека треба да изнајдеме начин како да ја
пласираме надвор, бидејќи со сликарството, со книгите, со тие медиуми кои што дури кај нас мислам дека малку се потурнати на маргините, многу е потешко да се пробиете надвор. Се сеќавам на некои изложби кои што беа дел од културното наследство на Македонија. Македонија имаше добиваше убави оценки на изложби во Париз, во Амстердам, ми се чини. Зборувам за експонати од областа на археологијата што биле откриени на територијата на Македонија, а биле презентирани пред светската јавност. Така што мислам дека тој процес треба дополнително да се поттикне за да се изнадат начини како делата на македонските автори да се изнесат надвор од Македонија, бидејќи има многу пречки на тој пат, нели, од финансиски можности за одредена слика да се однесе во музеј во Париз, на пример, или за едно книжевно дело да добие превод на англиски јазик. Значи сето тоа си бара некаква финансиска подкрепа. Дури откако делата, да речеме книгите ќе добијат превод на англиски, дури тогаш можеме да сметаме дека тие можеби ќе направат и посилен пробив на ширум светот, нели, доколку делото се оцени дека е квалитетно од страна на странските читатели. Така што ова е процес кој што мислам дека не само што не е во тек, туку треба дополнително да се мотивира и да се поттикне и финансиски да се поддржи. Цела среќа што ги имаме, споменавте да музиката е најуниверзалниот јазик, го имаме Симон Трпчевски, периодов Благој Нацовски, од режисерите, сестрите Митевски, Ѓорче Ставревски, филмот, имаме многу за пофалба. Гоце Смилевски ни е типичен пример за писател кој што успеа. Првиот добитник на Европската награда. Да, и така што без разлика какви се состојбите, имаме ние проблесоци дури и надворно. Убаво е ова што го споменавте дека таму треба дополнителни усилби и подкрепа и поддршка, ветер во едра да стигнат на меѓународни. Да, тука станува збор за индивидуални успеси. Значи Симон Трпчевски го знаевме тука во Македонија, дури кога се проби надвор, и тоа е веќе клише, значи некој од уметниците треба да се пробие надвор за да биде признаен внатре. Не е примерот само со него, туку повеќе има уметници кои што веќе се надвор на странските универзитети, кои што имаат завршено со извонредни оценки и работат таму каде што студирале, а ние се уште не знаеме во државата дека тие постигнале одреден успех. Дури доека не се вратат самите да ни кажат: слушате, јас го направив тоа и тоа таму и таму, дури тогаш ние им веруваме дека тие навистина се успешни во тоа што го прават, независно дали се музичари, сликари и композитори, и да не ги набројуваме сега сите сфери. Без разлика на формалните награди, вие сте и добитник на наградата Мито Хаджи Василев Јасмин, сега на 13 ноемвриската награда, но дали стигнуваат пофалби, благодарности од самите уметници? Дали ви се има случајно некој уметник да ви каже дека токму преку вашето перо и токму преку вашиот прилог го направил пробивот во медиумите, или на некој начин тоа била иницијацијата, сте го вивнале, искористил некоја реченица од вашите осврти, рецензии за да може да аплицира за настап некаде и така натаму, зашто чинам дека сега дури и тоа е проблем. Уметниците немаат референции, немаат од каде да црпат за своите биографии. Како што малкумина останавме што ги следат, нели, културата и уметноста, уметниците и немаат многу избор каде да ги представат своите дела. Секогаш во сите медиуми во кои што сум работел сум се обидувал да одвојам, значи не само за врвните уметници, врвните творци кои што веќе се признаени во општеството, секогаш сум се обидувал да најдам барем дел од страниците или дел од минутите да посветам на младите автори, на независните уметници, на тие што сами се обидуваат да се пробијат со својата уметност низ животот. Така што секогаш сум се обидувал да им дадам поддршка на уметниците. Тоа го правам и сега. И едноставно тоа не е работа на благодарност, и ниту пак е работа
очекувам со една објава или две објави тие да добијат некаде некаква награда или да добијат некаква поширока афирмација. Тоа едноставно е нели повик да на некој начин кога ќе видиш дека некој сликар работел година дена на своето сликање на делата или некој композитор 3-4-5 месеци компонирал некаква музичка творба, филмаџиите нели процесот веќе на работа на нивните филмови може да трае некогаш 2-3 години и некогаш и повеќе. Ѓорче Ставлевски го спомнавте, мислам дека он 7 години му треба за да стигне до својот нели филм кој што после тоа доби награди на сите можни европски фестивали, зборуваме за Исцелител. Така што значи поддршката во такви ситуации е неопходна, затоа што тој човек вложил 7 години во тоа авторско дело и да не успееш да најдеш барем, не знам, 30 на ред или 2-3 минути за телевизиски настап на тој човек, стварно не би било фер ниту од наша страна. Иако, како што нели спомнавме и претходно, веќе нивните можности се малте не исцрпени, им остануваат тие неколку медиуми кои што нели сепак успеа да обстојат, да одржат страници за култура или минути за култура. Да, па еве и Медена земја како си го најде патот, тоа воопшто немаше никаква поддршка, толку вложен труд видовме што се случи, за наша среќа дополнително не вивна во сите светски медиуми во најдобрата смисла, во најдоброто светло. Тони, дали имате впечаток вака кон крајот дека младите немаат такво љубопитство, таков ентузијазам да се посветуваат на темите, да буричкаат, без разлика што имаме море од информации, што сега се име преку интернетот достапно, но не истражуваат. Со повозрастните радиоводители, новинари во културните редакции, секогаш кога разговарам, тие се уште се однесуваат со младешкиот ентузијазам. Дали е тоа прашање на некаква генерација, на некаква инерција од работата која што порано во поранешната држава била поставена како што треба врз тие во телевизиите, стандардите на BBC или не знам како одеше веќе системски, се подразбираше дека треба да се пече занаетот од еден репортер па се до уредник. Дали е тука се испомешано и ова што денес го сведочиме, дека младите ниту имаат интерес да се занимаваат со вакво новинарство? Па мислам дека имаат сосема друг фокус, а дека ние сме тие кои што на некој начин сме дефокусирани затоа што го фативме расчекорот помеѓу, не би рекол двете генерации, туку едноставно како што по многу нешта светот се мери до и од, така што светот мора да го мериме до и по појавата на интернетот и по појавата на мобилните телефони и едноставно и сите тие работи што после тоа интернетот и мобилните телефони ги донесоа, мислејќи нели на социјалните мрежи и медиуми, така што они си имаат сосема друг фокус. И едноставно веројатно можеби за нив е и бесмислено да работиш новинарска професија кога на дланка ти се милијарди информации. Предпоставувам, не знам дали е тоа така, сепак останува на сечи карактер, нели, на сечи развој и раст да си процени кон што ќе се нели фокусира во својот живот. Мене ми е мило што сум дел од таа се условно ќе кажам или унаводници стара генерација односно генерација новинари која што учела по тој стариот класичниот принцип на го учела стариот принцип на новинарство. Значи новинарство кое што пред се беше базирано на пенкало и на хартија, не беше базирано на таблет или на мобилен овакво телефон. Успеав и да ги откријам голем дел од тајните, иако секогаш тајни у секоја професија има на секој чекор. Меѓутоа главнината од тајните мислам дека успеав да ги откријам, не само тоа, туку и да ги применам во тоа што го работам, да едноставно текстовите што ги пишувам сега за културен печат, не дека се најубавите текстови во свет, меѓутоа го содржат тоа што е неопходно и за авторот и за читателот. Тие тајни, тие финеси секако се стекнувани нели со текот на времето, некогаш окото само проценува кој пасус останува, кој пасус нема место на страницата.
бидејќи едноставно некога се случува да во печатените медиуми дури и два збора се вишок, па нешто треба да се скрати. Бидејќи не можеш да скратиш два збора, мора да скратиш цела реченица. Искуството е тоа што во момент ви кажува, нели, како во дадената секунда да одредениот, нели, текст го адаптираш на таа форма која што во моментов е, нели, во функција. Така што тајните ги знам, а ако некој има оваква потреба, секогаш сум бил расположен да му ги откривам. Не станува збор за тајни, туку за желба да на секого кој што би сакал да се занимава со оваа професија да му се помогне, а секако секој се одлучува за тоа што и како би работел во својот живот. Јас се одлучив за оваа професија и мислам дека ќе останам до крајот на животот во оваа професија, па до каде ќе стигнеме, до таму. Да ви посакам слободен печат, додаток од културниот, односно да постои, да трае и да не му се случи истата судбина како со претходните медиуми, затоа што сега веќе тоа парче хартија ни е насушна потреба, немаме друга печатена алтернатива за жал. И да ве прашам сосема на крајот, што да очекуваме, што би сакале, ете после две такви богати книги, интервјуа и туѓи искуства, дали размислувате да направите нешто чисто авторско, да напишете, може би овие тајни еве што се обидов јас да ги исчепкам од вас, да ги ставите во книга, може би оние меѓуредови да ги соберете, па вашите впечатоци од вашата работа, дали има нешто такво во план или засега останува доволно ве окупира работата во слободен печат и уживањето на концертите, бидејќи тоа уживање се рефлектира во вашите текстови, не е само гола работа. Дигиталното време ги намалува можностите за развој на печатените медиуми и мислам дека сите печатени медиуми, не само кај нас во државата, туку и општо во светот, веќе чувствуваат силна закана за нивното опстојување и се надевам дека што подолго ќе опстојат, затоа што многу е можно во иднина печатените медиуми да служат чисто за архивирање на некои работи, а да ја изгубат употребата за дневни потреби практично. Но се надевам дека тој период нема многу брзо да стигне, бидејќи дигитализацијата влезе 100% во нашите животи и тоа ќе продолжи како процес понатаму. Гледате како технологијата се уште брзо расте и едноставно запечатените медиуми ќе остане само да бидат дел од нечија колекција. А знаеме дека колекционерите од било кој маштаб се бројат на прсти, така што се надевам дека тој период нема многу брзо да стигне, но извесно е дека во наредните години ќе се случи. Во однос на тоа што јас сакам да го направам, повремено сум помислувал за некакви кратки скици, за белетристика, за некои кратки книжевни форми кои што на база на анегдоти од дел од искуствата што еве ги имам стекнато во животот да ги ставам на хартија. Меѓутоа, едноставно и претходно спомнав, немам доволно приватно време за такво нешто да направам. За сега размислувам ако е можно да архивирам уште извесен број од интервјуата што ги имам направено во медиумите досега. Меѓутоа и тоа ќе видиме до каде ќе стигне како процес. Тоа е, ќе повторам дека навистина дневниот ритам на работа, иако излегува еднаш седмично културен печат, си бара дневен ритам на работа, кој што ако не го одржуваш, значи едноставно не се стига дедлајнот да се исполни. Меѓутоа, со текот на времето се надам дека ќе излезат можности и за некои така поприватни аспекти од мојата работа. Во момент кога ќе решите нешто такво да правите приватно, вие знаете, добро ја следите и работата и на продуцентот на оваа емисија, тоа е Литература МК и издавачката куќа Арс Ламина. Верувам дека ќе ви падне на памет, дека можете нешто заеднички да сработите. Јас сега како и досега на сите соговорници можам да им ветам една добра книга. Вие можете да појдете во Литература МК и да си одберете нешто од Арс Ламина, да ви биде во сеќавање на емисијата Астрорум. Се надевам дека успеавме макар малку да откриеме од вас пред гледачите и дека тоа ќе им биде интересно за гледање. Јас ви благодарам за ова гостување и ние сигурно ќе се видиме веќе на станите кои што ги следиме заеднички. Ви благодарам, Тони.
Ви благодарам и на вас и мило ми е што ме поканивте да бидам гостин. Да, откривме барем малку од тоа што сум, меѓутоа секако знаете, багажот е многу поголем од овие 30 на минути колку што течеше нашиот разговор. Меѓутоа, тоа е интервјуто, тоа што сега го кажавме, верувам дека ќе биде архивирано во некоја од дигиталните бази на иднината. Да. 30 минути за 30 години, а верувам уште толку ќе бидете на сцената, на медиумската сцена. Ви благодарам уште еднаш Тони за разговорот. Thank you.